Повторно сме во отвореното студио на телевизија Нова секој ден од 20 часот и 30 минути. Вечер разборуваме за тоа што ни се случи на 6 август. Кој е виновен за дождот? Кој е виновен за поплавите? Дали градот сработи секако што треба да сработи? Дали ни е добра инфраструктурата и може ли да се подобри за 6 август веќе да не ни се повтори? За сите овие работи зборувам со човекот кој што од првата ноќ, од ноќта на поплавите беше на терен и се до ден денеска се уште е на терен, градоначалникот на град Скопје, господинот Гоце Трајановски. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Ја започнам емисијата со една работа која што и вие веројатно не знаете ќе ја кажам. Меѓутоа нема да ми замерите. Пред 10 дена ве побаравме повторно да бидете гостин во отвореното студио на телевизија Нова. Кога се јавивме во вашиот кабинет, рековме сакаме градоначалникот да ни гостува, има најмногу информации за поплавите. Ни беше кажано дека сте кажале буквално вака, ќе цитирам: додека не средам се и не бидам сигурен дека е средено се, нема да одам во емисија. Вечерва сте тука, што значи дека работите веќе се при крај, односно дека постигнуваме тоа што треба да се постигнеше, да се врати колку толку во нормала Стајковци и поплавените региони? Да. Добро, најнапред благодарно што можеме да гостуваме во вашата телевизија. Поздрав до ТВ Нова. Инаку и извинување за тоа што не може порано да присуствувам на оваа телевизија, со оглед на тоа што постојано бев на терен. И сметав дека подобро е таму да сум, отколку да сум овде на телевизија, иако некој го смета добро сте на телевизија, барем ќе го изрекламирате, вулгарно кажано, или пак речем ќе го кажете онато што ќе го работите. Инаку се работеше буквално 24 часа, значи од некаде од 7-8 наутро па се до 3 саат после полноќ. Тоа беа многу тешки моменти, кои што не би сакал да се повторат никогаш ниту во Република Македонија, ниту во градот Скопје, па никаде ниту во светот. Тоа беше една елементарна непогода во која што животите ги загубија 22 луѓе и уште по едно девојче или се уште се трага, сочувство до семејствата на починатите, а воедно исто така до сите оние кои што ги изгубија своите домови, значи својот имот, кој што го поседува, трагедија која што навистина нанесе огромна штета на еден дел од градот Скопје. Рековме дека чим сте во емисијава вечерва, тоа значи дека работите малку се стишуваат. Постигнавме ли тоа што треба постигнеме? Последната информација од град Скопје вчера беше дека веќе најголем дел од улиците се тампониран, средено е, се изчистени, калта комплетно изчистени се куќите. Да, значи јас би сакал да почнем од почеток, значи како настане сето ова. Значи, јас сум во Скопје, бев во Скопје и тука, буквално бев и малку пешачев на Паршумова газиба и го гледав како доаѓа невремето. Воедно и најавите кои што беа претходно, меѓутоа најавите беа како и секогаш, ќе биде невреме со голем пороен дожд, силен ветер и слично. Веднаш штабот за заштита на градот Скопје, значи постојат општински штабови за заштита и спасување, постои градски штаб за заштита и спасување и постои републички штаб за заштита и спасување. Доколку се помали штетите или невремето кое што настанува, во тој случај делува само општинскиот штаб. Ако е од поголем размер, фаќа тогаш се вклучува и градскиот штаб. Ако е па навистина од големи размери како сега, онда се вклучува републичкиот штаб и дирекцијата за заштита и спасување. Значи, согласно на најавите, ние веднаш бевме распоредени со целокупниот наш штаб, со стотина луѓе на критичните точки кои што се во градот Скопје, кои што беа и претходно во претходните периоди, значи почнувајќи од Клучката Континентал, кај Бриколаш, кај Бутел, кај подмостот Гоце Делчев и на булеварот Гоце Делчев, значи по Соковната мост и слично, и гледавме да контролираме таа ситуација и се видиме добро, отприлика има дожд, почна пак поново да се полнува Клучката Континентал, меѓутоа немавме никакви сознанија дека тоа невреме ќе го зафати оној дел кај Стајковци, кај Сингирич и останатите населени места во тој регион. Инаку според соопштението и според објаснувањето на УКМР, значи невремето доаѓа некаде од Јадранот, преку Црна Гора, Косово, Албанија, некаде во делот на Шар планина Гостер влегува према градот Скопје. Градот Скопје најпрво е зафатено делот на Тафталиџе, Центар, Кисела вода, затоа се поплавени делот на куќите покрај Устијанскиот канал во општината Аеродром,
има поплави исто така во центар, во Карпош има поплави, во дело Ѓорче Петров. И таа невремето се движи према центарот на градот Скопје, кога и ние бевме тука, значи ние некаде во 18:15 веќе почнува поголемо невреме. И сега јас сум во постојан контакт со Ухамари, велат полека време, значи облакот или невремето почнува да се движи према север, према Скопска Црна Гора и се очекува да помине во Србија, во јужниот дел на Србија, потоа Бугарија, Романија и према Украина. Меѓутоа, што се случува? Во одреден момент на времето и се случува еден природен феномен, според објаснувањето на Хидрометеоролошкиот завод. Застанува облакот над подпланинските села на Скопска Црна Гора. А тоа е над Смилковци, Црешево, Виниче, Страчинци и над Брњарци. И тоа над 500 метри над нив. Значи не е зафатено со многу големи порани дожди, ниту Булачни кој што е оддалечено можеби 1 километар од Црешево, ниту пак Раштак. Тој и се создава една водена маса која што велат дека била 12 км висока, околу 4 км долга и во еден момент запира тој облак и се истура тука. Настанува огромна количина на вода. Со со висина од метар и пол, некаде и 2 и се движи кон овие села. Значи, паралелно сите села се зафатени. А тоа е голем потек, можеби, од Смилковци, ако земете, па се до Брњаци, дури и долниот дел на Рачиново. Таа водена маса руши се пред себе. Доаѓа до заобиколницата, ја поминува заобиколницата и доаѓа во Стајковци и во село Сингириш. И практично тие две села највеќе настрадуваат од оваа поплава, иако и од Смилковци не се мали последиците и од населеното место Смилковци со оглед тоа што и тоа вака е, речем, во полурамничарскиот дел. После тоа водата оди и во Инџиково, значи на Инџиково скоро сите куќи се поплавени од Инџиково, не само на приземните делови и подрумите, и полека водата после оди према Рачиновски шамак и го зафаќа и делот од Илинден, со оглед тоа што каналот од Рачиновскиот шамак оди еден канал преку Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Петровец, па се и доаѓа до Таор. Така да, воопшто не сме можели ни да предпоставиме, и ниту од стручните лица од Хидрометеоролошкиот завод, дека токму таму ќе запре водата и ќе онади. Така да имаме многу обвинувања што правите во центар, зошто не отидете во Стајковци. Првата дојава која беше, значи има и во противпожарната заштита е кажано, е некаде околу мислам дека некаде околу 21 часот или 20:30 првата дојава дојде дека се случува невреме во Стајковци, се случува нешто во Стајковци. Да биде штетата поголема е тоа што при тие огромна водена маса која руши пред себе, ги срушува и трафостаниците, така да и мобилните оператори, нивните предаватели, така да нема ниту струја, ниту телефони нема таму. Не може да се јави што се случи. Ние веднаш го префрлихме штабот во противпожарната единица и се упативме према Сингирич и према Стајковци. Вие бевте уште вечер, уште ноќта таму. Уште ноќта таму, јас веќе во 9:15 минути бев веќе на влезот во Сингириш. Значи, по првото дојавување ги оставивме луѓето во штабот, се формира штабот со сите оние, да речем, од повисок ранг, дојде од дирекција за заштита и спасување, од армијата, дојде од војската дојде. Значи веднаш се мобилизира служба. Се мобилизира, да кажам и тоа дека војската преку заобиколницата доаѓа до Стајковци. И полицијата исто така реагираат, значи во оној момент кога добиваат сознание за дека таков некој феномен се случува во овие населени места. Значи потоа тргнавме да влеземе, биејќи не можеме со ништо друго, влеговме со пешки со градоначалникот Тони Трајковски, гледавме дека е голема водата, се вративме. Тука беше министерот за економија Кучи и тука организиравме со специјалните единици на полицијата, на војската да се евакуираат луѓе. Значи, првото нешто што се направи во ова елементарна непогода беше да се спасат. Кога малку се водата, после не знам колку е
пола сат и слично се намалува за да може да се движат возилата, почна евакуацијата на луѓето. Се евакуира повеќе од 1000 луѓе со војската и со полицијата, значи со возилата на војската и полицијата на Република Македонија. И тоа беше првото нешто што се направи за бидејќи човечките животи се најскапото нешто кое што го имаме и првото нешто што треба да се спасува. Кога влеговте таму како човек, како изгледаше тоа? Може ли да ни доловите малку сликата што се случуваше, паниката неверојатна, веројатно сигурно било. Луѓето нормално беа успаничени, нормално дека беа бесни, дека беа многу лути, значи не знаеа што да прават. Водата доаѓаше од сите страни. Значи јас се движев по улицата Али Авдовиќ, таа има многу улици кои што споредни улици кои што доаѓаат на неа. Од секаде доаѓаше огромна количина на вода. Така да просто беше невозможно да се движиш по таа улица додека оваа вода оној првиот бран не поминеше. Така да беше една стравотна гледка. Се организиравте ли како што треба веднаш? Полицијата и армијата излегува веднаш на терен или во акција за спасување. Што е со механизацијата? Не имавме телевизија, но имаше и ноќта инсерти од Стајковци кои ни видовме многу брзо дека пристигне и механизација, некој вид на багер и друг вид на механизација. Колку брзо се организиравте, кога механизацијата беше на? Се што можевме во моментот да организираме и што беше расположливо пред се од јавните предпријатија, значи од противпожарната единица, значи и тоа да кажам дека противпожарната единица со едно противпожарно возило веднаш тргна кај Стајковци, со друго противпожарно возило на кај Сингелич, кога видоа дека не можат водата да ја пробија, па се вратија, поново отидоа, сега веќе со чамци, бидејќи градот и противпожарната единица веќе се снабдени и со чамци за спасување, па и со чамци отидоа натаму. Јавните предпријатија, комунална хигиена, улици и патишта, водовод и канализација, со целокупната механизација ние тргнавме она што го располагаме, тргнавме за да можеме да им помагаме на луѓето, да ги спасуваме колку што можеме повеќе и колку што можеме побрзо. Исто така многу приватни фирми, многу компании дојдоа на помош, зборам јас покрај војската и полицијата. Дирекцијата за заштита и спасување со она што го имаше на располагање, бидејќи таа има и тендер за компании кои што се избрани за да може да помагаат во вакви услови. На сите им се јавува кој што може најбрзо со механизација да дојде во овие населени места. Веројатно, никогаш не може да се каже дека е доволно бргу реагирано, секогаш, и поготово погодените сакаат и да биде побргу, и веројатно и вие сите сакаат да биде побргу. Меѓутоа, ве обвинуваа дека ноќта и од собраниската говорница дека не сте знаеле каде ви главата, зборувам за институциите, дека имало тотален хаос, никаква координација помеѓу полицијата, војската и службите и така натаму. Потоа видовме сведоштво од полицајците кои што ги демантира овие тврдења дека не е баш така, дека полицијата излегла после 2 дена и дека немало вечерта акција за спасување. Затоа ве прашувам и вас. Каква беше координацијата уште ноќти, уште првиот момент? Видите, нормално дека во првиот момент сите бевме, како да речем, изненадени, да речем вознемирени. Меѓутоа, секојаш бевме присемни. Значи, и војската тука беше на тој пунктот, и полицијата беше тука, во дирекцијата за заштита и спасување, дел од министрите кои што се надлежни по одредени области беа тука. Така ние ја координиравме таа работа. Далеко од тоа дека сме биле во паника, дека не сме знаеле што правиме, заради тоа што Штабот за заштита и спасување веќе не беше и градскиот штаб, туку беше републичкиот штаб за државниот штаб за заштита и спасување. Така да беше таа координација максимално онолку колку што ни дозволуваше времето. Не забораваме дека тоа беше во вечерни часови, дека беше во летен период и дека беше во викенд, кога Скопје е полупразно. Вие за донесете одредена механизација, пред треба да го најдете најелементарно, треба возачот да го најдете. Да. А возачите многу често се за викендите и надвор од Скопје. Дали се во некој приград, во некој скопски сел, или во Кумановски сел, или во Паланешки, или во Тетовски сел, или слично. Значи, сето тоа бара време. Единствено нешто кое што е организирано, тоа е градскиот штаб со своите јавни предпријатија, кои што излезе и кои што, да речем вака, по дефиниција се штаб, и полицијата и војската, кои што исто така се секогаш во приправна состојба. Тоа се првите субјекти кои што помогнаа на граѓаните на населението. Сега дали беше доволно брзо, никош не е доволно брзо, доколку имате така огромна елементарна непогода, со толков број на објекти, се претпоставува дека беа зафатени повеќе од 5000 објекти
Значи некаде околу 20.000 луѓе беа тука. Значи почнувајќи од Смилковци, од Црешево, од Виниче, од Страчинци, од Брњарци. Куќи што биле под вода. Значи едно 8 населени места, сите тие се и огромни. И претежно значи се работи за селски оддел. Многу малку се работи во урбани оддел, многу малку, скоро минимално е зафатен урбани оддел. Селски оддел кој што знаеме дека и со инфраструктура се помали, дека знаеме дека и градбите дека се прават неплански, дека луѓето градат оноку колку што можат и кај што можат да градат, така да сето тоа допринесе да ова елементарна непогода, значи за жал однесе 22 животи. 8 на денот се раздени, се виде колкава катастрофа е, се слушна и за бројот на жртвите, се виде и ова што кажавте дека се сафатени огромен број на села, 5-6 села, колку се околу. Што понатака, што направивте се балето, како течеше целата акција и организација? Значи, веднаш се формира овој штабот за заштита и спасување, во кој што реков дека владата го превзема сето тоа, бидејќи секоја вечер значи се одржуваше седница на влада, на влада, тоа не беше влада, повеќе беше штаб за заштита, кризен штаб, како да го наречам. Значи, во вечерните часови веднаш се направи поделба на реони, за одредени реони беа задолжени одредени министри од владата на Република Македонија. Јас бев задолжен исто така како градоначелник на град Скопје за еден реон и веднаш се зафатиме со прво што нешто дојдовме, значи бидејќи евакуацијата на луѓето беше претходниот ден, сега луѓето изнесуваа, требаше да се изнесе водата од домаќинствата, за да можат после да видат колку е од мебелот, од покутнината, значи од белата техника, од мебелот поплавено, колку од зидовите се уништени или не се уништени. И првото беше нешто да се испомпава водата. За среќа, значи и Стајковци, и Инџиково, и Сингилич имаат фекална канализација. Ова фекална канализација практично првата почна да ја прима водата. Второ, исто така беа каналите кои што беа претходно исчистени од страната на водостопанство, со оглед на тоа што општина Газивова има случајно договор со водостопанство и секоја година плаќа по 60.000 евра за чистење на каналите. Така да, оние, ако земете каналот што поминува ни Сингилич и ни Инџиково, тие беа целосно исчистени канали, се види тој откако се повлече водата од нив. Значи, прво што почнеме тоа е со испомпување на водата. Владата, значи вечерта на седницата одлучи да се набават 1000 помпи. Од 500 литри во минута што испомпаваат и 1000 литри во минута. Веќе утредента, за среќа, помпите беа набавени и беа распоредени во секој од регионите. Значи, еден регион го држеше господин Чавко, тоа беше Смилковци, Црешево, Виниче, значи Страчинци и Брњарци. Другиот, значи Диме Спасо беше за Стајковци, Владимир Пешевски и министрот за екологија господин Башкин беа за Сингилич, јас бев за Инџиково и дел некојаш и за Страчинци помагав и за Брњарци. Така да сите помпи беа подеднако поделени во зависност од нашите сознанија кои што имаше. Се формира исто така во секој од населените места, се формира екипи или луѓе од местното население, значи беше поделена секој од населените места на одредени региони и за тие региони си имаше координатори кои што исто така помагаа во искажувањето на потребите на населението од помош, а воедно тие потреби и ги дистрибуира. Така да, во делот само на Инџиково, кај што бев јас, 100 помпи дојдоа веднаш утредента, кои што 100 помпи првите беа со 500 литри во минута, значи кои што ги испумпава дворовите и веќе за ден-два веќе беа испумпани сите домови, сите поплавени, значи простории кои што беа. Меѓутоа имаше проблем со тоа што огромната вода која што надоаѓаше, сега веќе и преку фекалната канализација го оневозможуваше движењето на водата во низ фекалниот колектор, така да со посебни помпи кои што ги имаше претходно набавено градот Скопје, значи имаме набавено ние 6 помпи кои што имаат по 8000 литри во минута. И тие беа ставени во фекалниот колектор за да може од фекалниот колектор да ја вадат водата и да ја пуштат во Инџиковскиот канал и потоа да оди по каналот, да оди по каналската мрежа, за да и празнети го него, за да може веќе да примаат други води, зашто многу атмосферски води влегува во тој и уште влегуваа. И со самото испумпавање луѓето практично испумпаваа во фекалниот колектор.
Така да тоа беа се некои постапки, процеси кои што на лице место се одлучуваше. Така да веќе за два дена, вториот ден веќе Иджиковскиот канал можеше да ја прима водата, а да не речам за исто слично беше и во каналот на Сингриш, и така за еден ден до два веќе беа испумпани просториите на објектите од вода. Остана оние објекти кои што има кал внатре, значи со оглед на тоа што доаѓаше од селско подречје поплавата, таа носеше многу кал со себе. Значи имаше простори кои што има и по пола метро кал во себе. Јас би се благодарен исто така и на многу вака држави кои што притекнаа во помош. Значи Србија дојде исто така со опрема, Бугарија исто така дојде, значи Софија, од кај Бојко Борисов, шефот на кабинет. Дојде турците исто така со опрема, од Босна и дојде. Да не зборам за парична помош која што беше од сите овие држави кои што се околу нас. Ја да не ги набројувам сите, да со страв да не сгрешам, некоја мислам дека сите пратија помош, меѓутоа овие пратија и со механизација. И тоа веднаш така да, и со огромна механизација, така да се бараше начин како да се исчисти калта од просториите. Така да се набавува и посебни мулјни пумпи и овие пумпите кои што ги има, овие екипите кои што доаѓаа. Така да оние простори кои што беа со кал малку подоцна се исчистија, меѓутоа и тие се исчистија. Откако водата се повлече, веќе следниот процес беше изнесувањето на она што е мебел или бела техника која што беше зафатено, и сите изнесува надвор на улици. Улиците покрај тоа што беа полни со кал и првиот ден почна да се чистат со механизација, значи веќе почна да се трупаат огромни количини на ово исфрлен мебел и бела техника. Значи, на мала улица, примера која земете Константин Петковиќ, која земе таа тука веднаш на влезот, значи на 6 метри веќе имаше подигнато купот некој што беше висината од 6 до 7 метри долг едно 10 метри. Цела покупнина од сите поплавени куќи околу. Од сите на таа, да речам, кратка улица што беше. Ќе се вратиме веднаш, ќе направиме само кратка пауза за реклами и се враќаме веднаш назад во студиото. Назад сме во студиото, продолжуваме со разговорот за тоа што се случуваше дента после поплавите, како беа организирани институциите. Рековме дека бевте поделени на одредени реони, калта направи најголем проблем, а секако и покупнината застанавме тука каде што беше изнесена. Прво беше муабетот дека ќе се гледа колку е што проценето за штета, меѓутоа после многу кратко време се виде дека оние куќи кои што биле поплавени имаат 100% штета. Она што морам да ве прашаме дека на снимките кои што ние новинарите ги донесовме од овие поплавени региони, можевме да ве видиме како не само да стоите и да координирате буквално на една снимка и со раката засукано, со ракавот влеговте во отпушување на една од цевките која што во тој момент не примаше вода. Во тие моменти колку службите дадоа се од себе, при тоа знаејќи дека можно да има зарази, тоа беше вода полна и со фекалии, а вие како градоначалник наместо да стоите на страна сепак одлучивте и својата рака да ставите во таа вода. Видите, тоа е малку и моја обрска. Практично тоа беше во една прв пат кога дојде пумпите, јас бев среќен што толку брзо се набавија толку пумпи, бидејќи колку и да поседуваме ние малку беше, зашто ова елементарна погода беше големи размери. Така да ова што го гледавте на телевизија, тоа беше во едно куќи во Инџиково, тоа е во делот на веднаш после Создетското село. Значи заедно со војник, со еден војник беше кој што војниците, сакам да кажам дека одигра огромна улога. Дистрибуцијата на пумпите, во секоја пумпа имаше по 20 обучени војници кои што одеа, значи цело време беа на ниво на задачата. Покрај полицијата која што беше околу сообраќајот и уредувањето на редот и мирот. Така да заедно со војникот гледавме дека почнувајќи да шмука, да вовлекува пумпата, вода практично има со оглед на тоа што не е чисто, имаше многу нечистоти кои што требаше околу филтерот да се расчистуваат. Никој тогаш не размислуваше дали ќе се зарази или не. Значи не само тој ден и следните денови кои што следуваа со оглед на тоа што тогаш веќе почнува да скапува, да почнува да мирисе и слично. Меѓутоа никој тоа не го гледаше што побрзо да се исчистат населените места, што побрзо да се измијат улиците и
на едно од најголемите стравови, барем кај мене што се чувствуваше, беше колку брзо тоа чистење ќе го завршиме, колку лиците ќе бидат побрзо проводни и што е најважно, дали ќе се јави епидемија или не. И за среќа не се појави епидемија, пред се благодарејќи на брзата интервенција според мене, а исто така и благодарејќи на прилично времето не беше толку топло, значи беше, мака да речем, малку пониски беа температурите во однос на она што сме намишкали летни температури да бидат 38, 39 или 40. Така да тие две работи допринесува да речем да нема епидемија направена. Значи луѓето покрај покутнина имаше цели куќи кои што беа паднати или помошни објекти кои што исто така се изнесуваа на главните улици. Се работеше со многу механизација, значи некаде со повеќе од 200 значи видови 200 парчиња на механизација, почнувајќи од скипови, утоварувачи, багери, камиони, бобкети, грајфери, оние што викаат кај отпадот што го земат и го товарат. Сите тие беа распоредени подеднакво во населените места да помагаат. Ниту едно населено место не беше заборавено. Некаде со поголемо темпо, некаде со помало темпо. Јас во првите дни во добар дел бе во Сингелич, го поделивме на 14 региони, значи во самото населено место, па гледаме во сите делови од тоа населено место, во исто време да пристигнува тој вид на помош кој што во тоа време се работи. Например, ако е чистење на улиците, собирањето на мебелот, на белата техника, на остатоци од урнати куќи. Значи, сакам да се заблагодарам на местното население што се најдува во сите 14 региони луѓе, координатори од местното население кои што застанаа во штабот кој што беше во 25 мај. Куќа, ваму има уличка. Бидејќи не е лесно, верувате дека по својот регион да бидете координатор, тука живеете, секој сака прво да биде неговиот двор, неговата куќа, значи неговиот објект исчистена, вие веле треба да му кажете дека тоа треба да иде по ред, дека нема да биде заборвен, дека ќе дојде и до него редот. И првиот ден, да речем, беше многу напред. Имавте ли непријатни случаи? Има ли службите непријатни случаи? Види, јас скоро да нема освен првата ноќ кога влегов во селото, кога не беше многу вознемирен, меѓутоа не може да му замерите со оглед на тоа што не знаете значи што се претрпел во својот дом, колку изгубени може имали човечки животи, значи мебел, сето останато што со години, со децении било создавано. Меѓутоа кога веќе почна да функционира штабот, во првите денови уште нема доверба луѓето дека навистина ќе биде во сите домови, сите куќи ќе бидат подеднакво третирани, така да има проблеми координаторите во првата фаза и неколку од нив дадоа и се откажа. Не можеме рече заради тоа што луѓето се многу револтни. И доаѓа дури во штабот кој што беше во 25 мај, значи во основното училиште, секој ден доаѓавме таму од 8 па до 3 после полноќта. Значи првите ден-два доаѓаа луѓе и лично бараа помош. Викаме, немојте ќе дојдат, имате координатори, тој таму е. Веќе третиот и четвртиот ден, кога почна механизацијата да функционира, кога собравме доволен број на механизација, од сите јавни предпријатија, од сите компании, фирми кои што работат во Република Македонија, кои што може да дадат на располагање механизација, веќе луѓето не доаѓаат туку си ја чека механизацијата со координаторите значи кај своите куќи. И тоа беше знак дека полека се контролира состојбата и дека полека организирано се пристапува на решавањето на овој проблем. Така да беше се повеќе зголемувана ова механизација. Работевме некаде секој ден некаде околу 15 часот одржувавме состаноци со фирмите и компаниите кои што има механизација да видиме дали ќе задржат истото и дали може да зголемат механизација за утрето. Тоа беше од 15 до 17. Од 17 до 20 часот одржуваме со координаторите. Што се сработи денеска, кај најкритично, што ви треба уште, дали од некој регион, од тоа населено место да повлечеме некоја машина да дојдеме кај вас и слично. Така да и оние добија довербата дека овој штаб кој што во 25 мај тоа што ќе им го вети утре ќе им го испорача, бидејќи нивното лице зависи од тоа што ако им ветат на граѓаните истото треба да им го остварат утре дента. И после тоа од 20 часот па некаде до 23 или 24 часот одевме во влада на координација во која што за сите овие региони ги кажувавме нашите потреби, што сме сработили, што треба да работиме.
Па ние најчесто бевме околу механизација, меѓутоа имаше медицински тимови за проценка на штетите кои што беа тимови кои што беа за угинати животни, они од храна и ветерина кои што беа. Така да сите координирано за утрето настапува и добро и тоа што Министерство транспорт и врски преку тендер организираше голем број на компании кои што можеа, значи и официјално, не со донација, веќе првите денови сето тоа беше донација, за да може да бидат ангажирани и да помагаат во значи во расчистувањето на теренот. Така веќе после некој ден се одва многу фирми, значи скоро да немаше фирма која што не се одва, некоја со повеќе, некоја со помалку, ви кажав зависи, ги оставија сите оние проекти со кои што работат. Значи сите проекти во тој дел мислам дека беа или не се работеше на нив, или беше работата сведена на минимум. Со оглед на тоа што доаѓа и со луѓе, и со механизација. Така да после вториот, третиот ден веќе можеше да се предвидуваат работите за следниот ден. Револтот опадна кај луѓето, довербата се зголеми дека овој штаб и овие луѓе ќе им помогнат. Тоа беше во Сингниш, во Стајковци беше ангажирана војската, со целокупната организација беше на војската. Онамо кој што беше господинот Чавков во Смилковци, во Црешево, значи во Винише, во Страчинци исто така голем број на механизации, таму со оглед на тоа што беа погоре, помалку беа зафатени, меѓутоа и таму имаше доста зафатено објекти и секој си гледа дека неговата да речем неговата белја е најголема, неговата оштета е најголема и што е сосем нормално во сето тоа. Кога сме ке војската и полицијата, тие и по природа функционираат организирано, по природа функционираат нели веднаш. Лесно е да организираш војници, тие се научени на таков вид на организација, но како се покажа службите и градските служби? Како одеше координацијата? Дали секој си заврши работата, дали некој можеби забушаваше малку? Ја мислам дека сите градски служби, значи и општински служби, зашто општината Газиево исто така беше со оглед тоа што е на незина територија, беа комплетно на располагање и беа 24 часа на располагање. Тука, значи, ако земеме овде во основното училиште, овде 25 мај, блиску до црквата, беше направена една депонија и можам да ви кажам дека се работеше 24 часа. Значи 24 часа камионите ја празнеа депонијата, а исто така во ноќните часови, значи исто така имаше камионите кои што го собира мебелот и покутнината од улиците, работеа во ноќните, најчесто во ноќните периоди. Значи прво почнавме дење, меѓутоа со дење има многу возила, луѓе кои што се движат. Исто така луѓе кои што велат зошто кај комшијата дај прво кај мене. Значи се создадовме систем да во текот на денот војската, доброволците, самите граѓани го изнесуваат она што им е покутнината на улицата. Ноќта со скипери, со утоваривачи, со камиони, цела ноќ до утрото веќе се изнесуваше тоа и улицата беше чиста. Следниот ден поново изнесува. И тој процес траеше можеби едно 10 дена така, со оглед на тоа што не може се одеднаш да се изнесе. И тоа допринесе работите 24 часа да ние ја контролираме таа состојба и денеска, ако отидете во основното училиште, кај што беше неголемата депонија, кај што ноќе работеа околу 15 камиони и 2 утоваривача или 3, цела ноќ изнесуваа смет кој што се донесуваше тука, со помали камиони, со поголемите се одеа директно на депонија. Денеска веќе таму е асфалтирано игралиштето, депонијата е изчистена, таа депонија беше висока, можеби по едно, па да не речеме едно 15 на метри, значи како една петокатница голема. Огромна на целиот училишен двор, а денеска веќе ако отидете, веќе има асфалтирано игралиште, изчистено, се носи земја и за 1 септември се очекува децата да бидат подготвени и примени на училиште. Откако се изчистија улиците, значи кога веќе се намали, да речем многу се намали, речем 90% се намали и повеќе изнесувањето на она што беше од куќите и од дворовите, веќе почнавме со мењето на улиците наму кај што е кои што се асфалтирани. Значи тука комунална хигиена и противпожарната единица, а исто така јас би сакал да ги пофалам и општините из Република Македонија кои што на нашиот поих се оdzва и секој она во рамките на своите можности дадоа цистерни и за влечење на фекалии, онамо кај што требаше во куќите и во дворовите, а воедно и со цистерни кои што може да перат улици. И перевме улиците цела ноќ, така да утрето веќе беа изчистени колку што можеше да се изчисти, нели?
така да граѓаните ја стекнуваат довербата дека навистина се работи, а воедно кога веќе тоа сето се исчисти, се правише план за тампонирање. Паралелно, значи се обезбедуваше тампон. Можам да се заблагодарам на многу компании кои што донираат тампон за сепарација, кои што донираат тампон за овие настрадани подрачја, особено за Стајковци и за Сингилич, а да речем исто и за беше случајот во Инџиково не требаше толку многу, малку требаше, со на тоа што таму последен беше зафатен со вода, имаше вода, меѓутоа не беше поројна така како што беше во горните делови. Ето исто така имаше и во Смилковци, и во Црешево, и во Страчинци. Во Страчинци водата беше што доаѓаше од над Страчинци, патот кој што беше до црквата, до џамијата и до школото, беше 2 метра испод нивото на кој што бил претходно. Значи 2 метра патот беше однесен. Значи тоа зборува за една многу голема поплава и тоа е само 500 метри над селото било истурен дождот. Било уште погоре, можеби уште према врво, зашто во горниот дел над Булачен, над Раштак беше сухо, немаше паднато ништо дожд. Колку одигра улога доброволците и колку граѓаните, поготово на Скопје и на цела Македонија, покажаа совесност, колку се пријавија како луѓе да земат лупата во рака кога требаше да земат лупата во рака? Кажам, многу луѓе се пријавија како доброволци. Значи можам да кажам дека повеќе од 10.000 луѓе значи дојдоа да помагаат и во Сингилич, и во Стајковци, и во Инџиково, значи во овие што се населени места. И тие се менува, не можете точната бројка, значи денеска ќе дојдат едни, некој доаѓа по 2-3 дена, некој доаѓа колку може да, некој доаѓа еднаш дневно, меѓутоа од цела Македонија доаѓа луѓе кои што сакаат да помогнат. Значи без исклучок се нудеа на вас, се нудеа на службите, очекува да бидат распоредени или одеа сами каде ќе? Некои се одеа сами, некои си има роднини, пријатели, меѓутоа многу доаѓа и организирано. Така да во секој од овие населени места имаше штабови за прифаќање на доброволци и врз основа на овие координатори, што ви реков, кои што координира со делови од тоа населено место, дали е Стајковци, дали е Сингилич, они знаеа кај треба и ги упатуваа. Покрај нив, исто така и војската многу помагаше, заради тоа што војската исто така во загрозените делови одеше во истрпувањето на вода, во изнесувањето на мебел, во сите оние работи кои што се потешки. Доаѓа исто така и градоначалници кои што со своите екипи доаѓа градоначалникот на Карпош, доаѓа градоначалникот на Ѓорче Петров, на Куманово исто така донесе механизација, доаѓа на Ѓорче Петров и на Карпош доаѓа и со луѓе па работеа едниот 2 дена, другиот 1 ден. На Кривогаштани градоначалникот исто така доаѓаше со екипа, градоначалникот на Велес исто беше. Значи на Кавадарци, ќе ми извинат ако некого не сум го видел или нема да го споменам, тоа не значи дека не биле, меѓутоа се почувствува солидарноста која што Македонија ја има и граѓаните во Република Македонија за справување со вакви кризи. Рековме дека каналите се исчистени, дека тоа може би спаси поголема катастрофа. Меѓутоа чувме неколку дена после поплавите, кога веќе се стиша работата, почна се полни илинте кој што доаѓа пониско, па целата вода отишла натаму, таму имаше проблеми од после. Да, значи водата така е географски, значи падот на водата понапред постоеше Рачиновски шамак, кој што со каналот од Рачиново преку Илинден, Марино, Кадино, Мралино се носи према Огненци и Тавар. Значи водата нормално од овде почна да оди на Илинден и ги поплува првите куќи кои што се пред автопатот. И тие настрадуваат. Останатите многу малку во останатиот дел од Илинден и со оглед на тоа што автопатот е како некоја брана. И тие настрадуваат и беа исто така поплавени кои што беа поплавени и Инџиково. Значи водата не со таков бран, меѓутоа им навлезе во сите простори и претрпе исто така голема штета. И за таму исто така имаше екипа и одговорено од владата на Република Македонија. Проценители на штети се проценуваат, значи беа третирани исто како и овде. Исто така бевме минали во Ѓорче Петров, исто така имаше поплави, дел во просториите, во Шуторизари, кај Усецниот канал, во аеродром, во центар, во Карпош, во многу делови, меѓутоа овде беше најстрашното и најпогоденото. Околу каналите, значи многу не обвинуваат дека еве не ги чистите каналите. Не биле изчистени, да. Особено опозицијата. А испадни градоначалникот на општина Газиба кој што кажа дека и дони кажа документи, значи записи во кои се гледа дека советниците на Социјалдемократскиот сојуз кога овие
општината предлагала да се доделат пари на јавното предпријатие за чистење на каналите и биле против тоа. Рекле, па не мора за канали, треба за нешто друго. За да сега велат зошто не ги изчистивте каналите. Исто така, мене ми е жал што водостопанство Вардар, кое што е во Скопскиот регион, мислам дека некаде околу 2005 година тоа беше расформирано. Значи, сега се формира поново водостопанско предпријатие, сега треба да се опреми со машини, треба да се опреми со механизација, за да би можело континуирано да тоа оди и да биде без проблеми. Да се биде тоа негова работа, така да, и да негова се работа, да биде ние општините или градот Скопје колку што може ќе помага. И ова сакам да го напоменам. Значи, градот Скопје е одговорен само за урбаниот дел на каналите. Додека за руралниот дел одговорни се општините за одреден дел на канали, а за големите канали па веќе сега ново за тие најголемите ново формираното водостопанско предпријатие. Така да, значи, проблемот е тоа што ова да беше, можеби, во урбаниот дел, можеби помалку ќе имаше штети со оглед на тоа што значи, е урбано, повеќе нивелирано, урбанистички спланирано и слично, ќе имаше сигурно последици, ама сметам дека не може да биде толкови размери. Ќе направиме уште еден рез овде за реклами, па се враќаме повторно да финишираме што сега се случува во погодените поплави невеста. Се враќаме веднаш после рекламите. Нашиот гости вечера во отвореното студио, таткото на градот Скопје, градоначалникот Коце Трајановски, кој што беше еден од луѓето кои што од првиот ден, уште од вечерта на поплавите на 6 август, кој што го погодија Скопскиот регион, па се до ден денеска на терен. Зборувавме за што се случувало. Видовме во какви размери е и штетата и колку беа погодени овие места. Видовме и дека еве за неполни 20 на дена работите веќе се доведоа во каква таква контрола. Што сега се случува на терен? Колку е работата завршена, што останува да се направи? Значи, ако земе во одредени населени места веќе завршено со тампонирање, или уште малку останува, тоа е, значи, во Смиковци е завршено, во Црешево уште многу минимално, во Виниче уште малку, дали ќе има уште еден ден, во Страчинци, со оглед на тоа што главниот пат е тој сега се моментално тампонира, во Брњарци дел, значи, околу каналот и се прави, значи, биејќи водоводниот систем беше осетен, се прави доведувањето на нова вода. Во Инџиково нема тампонирање со оглед на тоа што улиците не беа толку оштетени. Главното беше да се вратам во Сингрич и во Стајковци. Веќе 7 дена и 7 дена наназад тампонираме, така да очекувам дека утре или евентуално задутре ќе завршиме со тампонирањето во Сингрич и во Стајковци и веќе ќе почнеме со асфалтирање. Градот Скопје со одлука на Совет, значи, им додели на општина Газиба 150 милиони денари или околу 2,5 милиони евра за инфраструктура. Тоа значи за тампонирање, за асфалтирање, за атмосферска канализација, за фекална канализација, а некаде ако треба и за водоводна канализација. Денес, како што реков, веќе се асфалтира, почна асфалтирањето во основното училиште. Значи се асфалтира и пристапната патека од страната на општината Газибова и пристапната патека и игралиштето за мал фудбал, кошарка и останатото. Ние се надевам дека од среда ќе почнеме со асфалтирање на дел на улиците за кои што не треба атмосферска канализација, а тоа се улици кои што се покрај каналот, покрај големиот канал, покрај малите канали, зашто веќе тие се покрај тоа. Општина Газиба веќе со тимовите на градот Скопје и со Министерството транспорт и врски работи веќе неколку дена, значи ги мапира сите улици, значи со различни бои, на која улица ќе треба само асфалтирање, на кој ќе треба асфалтирање и атмосферска канализација, на кој ќе треба некаде и промена на водоводна канализација. И сето тоа е дадено и веќе се знаат и бројките колкави ќе бидат. Јас не ги знам точните бројки. Меѓутоа, овие порични 2,5 милиони денари навистина ќе бидат една добра инфузија финансиска за да почне да се работи на терен. Иначе добро е тоа што има фекална канализација. Фекалната канализација е направена пред неколку години и во Стајковци и во Инџиково. Останува водоводната исто така комплетно се реконструира во Стајковци. Сега треба да видиме со водоводната во
во Сингри што ќе правиме. Така да веќе се враќа животот, се враќа товербата, а воедно се уште се изнесува сметот. Значи не е завршено со тоа, значи има поединечни случаи, ние покрај тампонирање ќе оставиме одредени машини, значи скипови за отоварање и камиони, кои што ќе бидат на располагање на граѓаните, кои што во своите дворови имаат паднато дел од куќите, дел од помошни објекти и слично, некаде имаат многу наноси од кал во своите дворови, за да би можело тоа да оди паралелно. Не можевме да чекаме комплетно сите 100% да бидат исчистени заради тоа што ни требаше да бидат проводни главните сообраќајници. Исто така сакам да кажам дека и каналската мрежа паралелно се чистеше. Веќе главниот канал од Сингилич до Брњарци веќе исчистен се почнува, значи ќе се продолжи на Карачиново, исчистени се помалите каналчиња со кои што водата доаѓа од кај Смилковско езеро и слично. Ставени се нови цевки кои што на премините, нови бетонски цевки за напремините на тие канали. Значи се гледа една интензивна градежна, да речеме, активност во овие населени места и тоа граѓаните го поздравуваат. Значи јас кога веќе се движам, тоа ми кажува дека ноќе се движам некојаш во 1 часот после полноќ, некаде во 2 часот после полноќ. Значи ме поздравуваат, застануваат, се поздравуваат, разговараме. Значи веќе ја гледа дека им се помага и дека ќе им се помага понатаму. Понатаму очекуваат сигурно дека и она помош која што им е ветена од владата на Република Македонија, тоа останува како обврска и мислам дека ќе се исполни, уште треба некој се прават проверки, идентификации и останатото. Меѓутоа многу е важно сега кога ќе почнеме да асфалтираме, целта е да се врати не во првобитна полова пред поплавите, зборам за улиците, туку уште подобро. И добро беше и тоа што водоводниот систем беше исправен. Само еден ден или два им треба да ја проверат водата, нели имаат методи на проверка на исправноста на водата. Водата не беше воопшто загадена и цело време беше... Што може би допринесе да... И тоа допринесе, значи покрај тоа што првите денови многу вода се носеше, со оглед на тоа што нели во домовите, кај што беа чешмите, сето тоа беше, како да речам, имаше опасност да биде тоа загадено. Дезинфекција се направи на сите домови кои што беа, значи работа екипите кои што беа задолжени за тоа. Така да се гледаше една голема активност, можам да речем. Така. Она што сега малку ќе се свртам од темата, сите зборуваме за неисчистени канали и бараме одговорност, меѓутоа морам сега да споменам, пред некој ден излегови фотографии во медиумите колку па ние граѓаните сами сме совесни за чувањето на тие канали кога не ни треба, тоа со кога не врне, па дури душек цел за спиење од спална соба и казанче од тоалет се најде. Вие имате увид, не зборувам сега само за Стајковци, нели генерално во Скопје се и се што излегува од оние муслински ченци. Мислам, така ако кажам со вашите зборови ќе бидам нападнат сигурно дека еве на градоначалникот виновни му се граѓаните зашто не се проводи. Го кажав ја за тоа. Ние бевме свесни на ова кружниот тека континентал кога цел душек беше одозгора пливаше по вода. Да не речам сега што вадиме од фекалните канализации во населените места. Луѓето се свесни, рече на мојот комшија не можам ништо да му речам, рече фрла. Значи ние сите можеме да допринесеме за да нешто, не ни се случи ваква работа. Почнувајќи од фрлањето на различни делови од карти и слично на улиците. Во фекалната канализација треба да знаеме дека треба да внимаваме што фрламе и што минимално треба да се фрли, она што е најнеопходно да се фрли, што мора таму да оди, а не да ви од таму да вадиме цели чаршафи, кебиња, не знам што, па после запуши на фекалната канализација доаѓаат помпите и што ќе излиш, кој ќе извади од дната нешто, ние се фаќаме за глава. Значи, во една еве има можност, јас не ги споменав, меѓутоа екипите на водовод и канализација и она машината која што беше за пробивањето на запушени фекални канализации, и она која што беше за влечење на фекалии, беа 24 часа буквално на располагање. Да речем, претходно ги спомнав и комунална хигиена, која што со секоја ноќ беше со 50 до 100 луѓе на оние помалите делови после машините кои ќе чистат, они со лопати кои што работеа на оваа територија. Јавното предпријатие Паркови зелени со 125 луѓе беа исто така на терен. Значи, добро рековте, секој од нас допринесува за почиста или за понечиста околина. Ако сите ние
макар значи малку допринесеме, се ни требаат помалку средства да трошиме. Јас се сеќавам кога бев граначник на Газива, еден од нашите вработени го со меѓудржавна размена отиде во Токио, мислам дека беше во Токио, во Јапан, и го прашуваме што е тоа, како е, како... И меѓу другото викаме, како е со кантите, имали некаде? Нема канти, рече таму. Како нема? Нема кај да фалиш, вика таму, заради тоа што никој не фрла, вика. Што си го стави во джеп, си го носи дома и си го стави во соодветните садови за отпад. Така да, тоа е нешто кое што е многу далеку од нашата совест. Меѓутоа, не би сакал да одиме во таа димензија, заради тоа што мислам дека погрешно ќе бидеме сватени. Одиме сега на малку понепријатна дел од оваа емисија, на понепријатни прашања. Фрлаат дрва и камења по вас. Како реагирате на тоа? Дали е Гоце Трајановски виновен за дождот и за поплавите во Скопје? Па видите, ги слушав тие моменти, а воедно и одговорницата постојано се бара оставка од Трајановски заради тоа што значи не успел да се справи со значи со последиците, при него предвидел времето, после не успел да се справи. Значи ја да сум бил добар така прогнозер кој што била Вања, најверојатно би бил пресреќен да сме знаеле дека тоа таму ќе се случи, не јас. Мислам, сите добронамерни луѓе, тоа се многу, да речеме, институции кои што би сакале не да бидат во другите делови на градот, туку да бидат токму таму. А тоа е едното. Второто е околу справувањето со последиците, значи, или да речам со инфраструктура, вели, немало фекална канализација, немало атмосферска канализација, затоа тоа се толку и последиците. Луѓе, таму доаѓа бран со височина од метро до 2, кој што движејќи се, не се движи тој полека. Тој во еден вртлук се движи и мења се пред себе, носи пред себе. Нема таква фекална канализација, нема таква атмосферска канализација, која што тоа може да го прифати. Може откако ќе заврши тоа за да биде тоа направено. Ама има фекална канализација и во Сингелич, и во Стајковци, а тие се најпогодените. И земете го Страчници. Па тоа е 2 метри патот однесе колку што е широк, во длабина од 2 метри песок го нема патот. Значи останато е, па се носеа со камиони за да дојде во нормалната висина во која што тој требало да биде. И околу справувањето со кризата, јас морам да кажам, иако некојаш е непријатно, некој да обвинуваш, меѓутоа да обвинуваат тие кои што го украдоа градот Скопје. Ќе речем украдоа, не буквално кажано украдоа, туку во наводници. Луѓето кои што градот Скопје го сиромашија. Во смисло на тоа, кога беа на власт, Пуј кој што имаше повеќе од 10.000 станови кои што беа на град Скопје. Пуј беше на град Скопје, ретко кој се сеќава. Исто така, градскиот трговски центар е ГТЦ, градски трговски центар, тој е на градот Скопје. Сите туѓани беа на градот Скопје. Се дава под кирија. Тие се дава под кирија, градот Скопје си имаше градот Скопје си имаше пари од тоа. Второ, земете ги градските аптеки. Немаше градска аптека. Така да јас кога одам со моите колеги и со Синиша Малич во Белград, и со Бандич во Загреб, и со Зоран Јанковиќ во Љубљана, и јас сум хендикепиран како градоначалник на град Скопје, не зборам сега како личност, па и како личност, зашто велат, ниту имаме аптеки, ниту имаме центри наши трговски, ниту имаме станови. Јанковиќ вели, ја имам 15.000 стана. Јас вели од градски аптеки Љубљана, пред 2-3 години би го кажа тоа, имам годишен приход од 25 милиони евра. Што има градот Скопје? Ни продадоа пазарите. Ние сме редо град кој што подвижната опрема е продадена, кој што не сме да се продава. Тоа е движна опрема. Немаме градски пазари. Па да беа градските пазари на градот Скопје, ние испод секој пазар ќе направиме катна гаража од оздола, па ќе ги направиме на вистина да личат на пазар. Некако сега да не се инвестира воопшто во нив. Ќе имаме обрска како град Скопје, а и нормално искуствата ќе си ги црпевме и од другите држави. Топлификација се продаде. Каде што топлинската енергија сигурно доколку беше до градот Скопје другачије ќе беше. Се ќе беше подруго. И на крајот да биде круна на се, градските гробишта исто така беа приватизирани, условно кажано, управувањето со градските гробишта. Значи, се извинувам, јавните предпријатија, кои дојде од 2009 година, дожија повеќе од 17 милиони евра имаа долгови. УЈП 2009 секој ден одзимаше возило од ЈСП или од комунална хигиена. Ја, господин Горан Трајковски беше меќам Горан, полека, немаме пари. Код се морам по закон должите, вели. За да тие предпријатија
направиме сега да бидат финансиски стабилни. А најголемиот долг беше од ДДВ. ДДВ кој што 2003-та, значи според опозицијата која што сега сака, значи ја бара мојата оставка, донесе закон со кој што комуналните јавните предпријатија од 5 ги направи на 18%. 2003 година. И најголемите долгови беа тука. Значи немавме ни автобус кој што можеше да тргне и да рече дека ќе стигне до последна станица. Имавме само 5 камиони кои што може да се рече комунална дека се добри од 25 со старост поголема од 25 години. За сега има 100 камиони и тие камиони се веќе во функција. Зошто го кажам? Па да речем за комунална хигиена, да речем за паркови зелениново. Сега сите предпријатија се финансиски стабилни. Сите предпријатија имаат плата направи. Значи имаат работа. И дури некои финансираат како комунална хигиена, како улици, патишта, финансираат во опрема. Значи му остануваат пари и финансираат во опрема. Епа ти сега да некого да ги донесеш тие предпријатија јавни во таква бедна финансиска состојба со многу долгови, без механизација, а сега да бараш оставка од градоначелник кој што тие предпријатија ги настави финансиски стабилни и опремени. Зошто го кажувам? Заради тоа што нашиот градскиот штаб за заштита и спасување го сочинуваат јавните предпријатија со луѓе и со опрема. Ако не би примале плата, тој ќе рече, што ќе ти бидам јас во штабот кога јас дома на фамилијата плата и не може. Или ако нема механизација, ако нема комунална хигиена, толку камиони. Со што ќе чисти тој? И сега истите тие кои што дури советници има кои што биле председатели на управни одбори, истите тие без срам, без перде, ти вика вели ти неуспешно го правиш ова. И по-добро имавте можност, што направивте? Значи, ве прашувам директно како човек и како градоначалник, еве си ја завршили градот работата, да, тоа. Си ја заврши градот работата, имаше ли можеби некаде пропустиве после 20 на дена, дали може видовме некаде каде се манка, каде службите би можеле да бидат подобри? Па види, секојаш може да биде подобро. Во тие моменти, бидејќи сепак ова ретко се случува, нема секој би сакал да подобро. Веќе се попаметен си, не да Боже да дојде нешто друго или да помагаме на некој друго место, ние сигурно дека ќе бидеме поискусни. Заради тоа што ни недостасуваше искуство и добро и фала Богу што го немавме во вакви случаи, што немало такви случаи овде. Имавме поплавите кои што беа во Пелагонискиот регион во кој што одигра огромна улога нашата противпожарна единица во која што е во Новац и во останатите општини, меѓутоа овде не беа поплава, беше нешто друго. Ќе направиме уште еден рез за реклами и се враќаме, прирушуваме со вечерашно отворено студио. Повторно сме назад во студиото, привршуваме на крај сме. Сакав последниот дел да зборуваме. Ова што се случи со поплавите некако малку ги исплаши граѓаните. Се надеваме дека ги исплаши во добра насока, малку повеќе да внимаваат на тоа што купуваат, каде градат, како градат. Меѓутоа веќе се прашуваат каде е безбедно, бидејќи нормално, доколку имаш броени пари, доколку треба да градиш куќа на кредит, ќе одиш во по оддалечените места нели од урбанизираниот и централниот дел на градот. И сега се повеќе се шират, не се само Стајковци, тој дел, значи ги имаме Сопиште, имаме накај Волково, имаме накај Љубанци, натака тој дел, нели накај Радишани. Каква е состојбата со градот? Каде има најголем проблем, бидејќи нормално на времето кога се планирало, во Сопиште се планирало дека има 20 на куќи, 30 на куќи, сега одеднаш има куќерини огромни, се повеќе и повеќе. Каква е состојбата? Имаме ли увид? Имаат ли инспекциите увид? Чивака, мислам дека сето тоа почна таа нелегална градба откако некаде мислам дека беше 2001-2002 година кога се наговести дека ќе се донесе закон за локална самоуправа и дека инспекциите ќе подпаднат под локалната самоуправа. Тогашните државни инспектори, со оглед на тоа што децентрализација почна 2005 година, значи си ги собира предметите, решенијата и не постапува по тие решенија. Само си ги собира и си ги става во фиока. И кога дојде 2005 децентрализација, вели, еве ги на вас општините, сега да си постапите по овие решенија. И тоа бе илјадници решенија. Прво, ние не екипирани. Значи, тогаш ти го дадоа секторите за урбанизам, сектор за инспекција, а претходно беа општините без никакви функции. Нормално не можевме да постапиме. Во тој период, мислам дека се изградија најголем број на дивоградби. Дивоградбите сами по себе значи решаваат проблем на голем број на луѓе, меѓутоа воедно стануваат проблем сами за себе,
со оглед на тоа што луѓето градејќи гради онаму кај што гледа дека има простор, дека може да изгради поевтино да го кошта. И не сакајќи може белја да направи. Без проект со роднини, со пријатели, значи проектот го гради значи нестабилен во добар број на случаи. И ако земете вие дека во Македонија има повеќе од 350.000 нелегални градби, нека не бидат сите да речат домови за живење, нека бидат 250 или нека 300 нека бидат по четворица луѓе да живеат во внатре, тоа се 1.200.000. Значи повеќе од половина од Македонија води во градби. Сето тоа допринесува да кога имаш диво градби при вакви елементарни непогоди, значи со оглед на тоа што емисијата ни е нова, да многу потешко се справуваат и се многу повеќе подложени на уништување. Заради тоа што и се реков не се многу ретко се правени со проекти, правени се некои со проекти. И не се остава доволно простор, доколку би сабарало дозвола се знае колку улица треба да има. Доколку се проектира се гледа колка е улица. Да помине багер. Се плаќаат комунали. Во тој случај се исто така се прави фекална канализација, се прави атмосферска канализација, се нивелира сето тоа. Значи се организирано е. Вака, значи затекнуваш една состојба и почнуваш да ја легализираш. Дополнително правиш вода. Најчесто имаат и водоснабдителните системи, некои фекални канализации правеле по своје, колку што имале пари и колку што можеле, така го направиле. Така да многу често кога ќе се превземе одредена фекална или водоводна, нашето јавно водоводно предпријатие прво не сакаше да ги превзима, а после тоа, кога видовме дека нема каде, ги превзима и комплетно прави нова мрежа. Веќе постојната мрежа е со огромни загуби. Сега само Камник водилот према гробиштата Камник. Имаше преку 250-300 куќи. Значи, како први не плаќаат доста долго време, после кога почнат да плаќаат, си плаќаат, меѓутоа пак има загуби. Со оглед на тоа што мрежата не е добра. Целокупната мрежа се промени и веќе состојбата се смири. Така да многу се направи од донесувањето на законот за легализација па наваму, меѓутоа уште многу ќе треба да се прави заради тоа што тоа се нелегални градби со нерешени многу инфраструктурни работи. Останува да се надеваме дека можеби совеста на граѓаните, на нас самите ќе биде малку на повисоко ниво, барем што се однесе тоа да го чуваме она што е заедничко на сите, а не само она што е во нашиот двор. Ви благодарам многу за гостувањето. На крајот само би сакала Кусо, вие рековте при најголемиот тек на барањето за ваша оставка дека нема да коментирате и ќе одговорите со работа на терен. Се уште останувате на тоа, нема да коментирате овие. Да им одговарате на оние кои што барат. Не би сакал да зборувам, јас го кажав моето дека не може некој да бара оставка кој што во минатиот период имал можност да направи нешто. Јас сум избран како градоначелник да ги решам проблемите на граѓаните колку што можам повеќе, да работам максимално, да ги ангажирам максимално луѓето, за да може да направиме што повеќе. Сигурно дека не можам да направам онолку колку што сакам да направам, туку онолку колку што можам да направам. Уште многу работи ќе останат ненаправени, меѓутоа оно што е направено зборува за одредена личност, во конкретниот случај за одреден градоначелник, дали тој седел во својот кабинет, дали одел на работа или не одел на работа, дали се ангажирал да ги решава проблемите или дали не се ангажира. Многу е полесно вие да решавате да правите еден булевар кој што е надвор од градот Скопје. Друго е да правите булевар во сред град Скопје. Тоа имате, само земете го булеварот Борис Трајковски. Значи, кисела вода имаше само една лента за влез и една лента за излез. Општина со 60-70 жители. И таму булеварот Борис Трајковски да го пробиете, имаме 430 имотно-правни односи. 430 тие пред да ги евидентирате, геометри се да ги одбележите, па да ги најдете, па може се преселени некаде, па да ги викнете во, значи, да разговарате со нив, да им ја понудите цената, па да се отидат дома, па да се разговарат, па да се вратат поново. Значи, сигурно со секој од нив по 4 до 5 пати разговори, тоа се 2000 разговори, за да тоа се реши. Само од тој аспект. Да не речеме доле инфраструктури, вакви, такви. Значи, сите инфраструктури има закон дека сето она што е испод, градот која ја прави булеварот мора да си го доведе да стави нова инфраструктура на свој трошок.
Значи, дали тоа биле телекомуникации, дали била водоводна, дали била електрични инсталации, вие мора да им платите на нив, уствари да им ја направите нова со ваши пари. Ние на ЕВН само за Трета Македонска и дадовме некаде околу 18 милиони денари. А целокупната инвестиција на вториот дел од Трета Македонска бригада која што иде во аеродром е некаде околу 50 милиони денари. И ние му платиме само на нив толку им платиме. Законот е таков, така да. Таков е законот, така да многу е тешко да се гради во урбана средина, да се пробиваат. И ово би напомнал, ја не градам ништо кое што не било претходно предвидено. Има многу паметни луѓе кои што по старите генерални урбанички планови ги предвиделе овие големи сообраќајници и убави сообраќајници. Меѓутоа, за жал, во изминатиот период, откако биле проектирани, особено од плурализмот нааму, не бил заштитен просторот. И на нив се градело, се било узурпирано и слично. И тоа е проблем по И тоа. тоа е страшен проблем. Се има закон да еден објект многу тешко можеш да го, иако им му понудиш по закон, не сака си бара одредени цени, па после треба управен суд, па виши управен суд, па редовни Тоа е судови. време. А луѓето не чекаат, они сака да биде сообраќајницата направена. Така да моје е да работам, на граѓаните е да решат на крајот од мандатот дали Трајановски ја заврши работата или не ја заврши. Дали има подобар или нема од него, дали има доверба или нема доверба. Значи, решаваат граѓаните на изборите, а не некој кој што смета дека секој втор збор му е оставка. Не сме ние мали деца овде, мислам, треба да имаш факти за тоа. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во отвореното студио на телевизија Нова и што еве сметам дека искрено и отворено говоревте за тоа што се случуваше на 6 август, по 6 август, па се до ден денеска. Благодарам и на вас.